Почитувани гледачи, добро утро и добре ни дојдовте во вториот дел на утринската емисија на Нов ден. Среда, ден резервиран, на кој што посветуваме внимание на темите од областа на здравјето. Денес разговараме за темата пробиотици. Што се всушност пробиотици, што представуваат во нашиот организам и повеќе детали слушаме од нашите денешни гостинки, а чести задоволство ми е да ви ги представам. Денес кај нас во студиото професор доктор Аспазија Софијанова, директор на детска клиника од Скопје. Добро утро и добре ни дојдовте. Големо задоволство и чест ми е да бидам гостин во Куманово и ете одвојувам дел од своето работно време да бидам ваш гостин, меѓутоа она што ќе го споделиме сигурно ќе биде интересно за граѓаните и треба да слушне за тоа. Така, и веднаш до вас, нашата добро позната господја Сашка Денковска-Петковска, магистар по фармација. Добро утро и за вас. Добро утро. Задоволство ќе ми биде на мене да позборуваме за пробиотици денеска. Еве, јас сум во убава женска придружба денес, па да започнеме со разговорот. Доктор Софијанова, ќе започнеме со вас. Ајде вие, кажете ни што всушност представуваат пробиотиците. Прво морам да кажам дека ме поканивте да говориме за тема за која веројатно поголем дел од гледачите можеби и се сретнуваат, но се повеќе стануваат актуелни во секојдневието, бидејќи обично стално се говори за антибиотици, бидејќи знаете, нели јас како педијатар во основа и како човек кој што кога ќе дојде линијата тенка околу тоа да се даде или да не се даде антибиотика, знаеме дека е спасувачки за здравјето на детето и антибиотиците обично се преферираат кај дечињата кога имаат некоја бактериска инфекција, кога имаат некоја посериозна инфекција. И знаејќи дека практично изразот самиот антибиотик, антибиос, значи против живот. И сигурно дека кога ќе внесете нешто во детскиот организам и дека нешто треба да направи добро, ако има бактерија, значи да уништи бактеријата и затоа се вика антибиотик. Имаме различни видови така натака. Никогаш не смееме да заборавиме дека тоа што вели антибиотик, односно антибиос или против живот, во исто време може да направи некоја друга дополнителна промена во организмот на детето, а и во организмот на возрастните. Сега јас конкретно ќе се насочам кон децата. И при тоа да наштети во делот каде што и се абсорбираат антибиотиците, а тоа е нормално цревата или така наречената гастроинтестинална функција што има цревата за абсорбција нивна во циркулацијата. И при тоа може навистина да се истата оштети. Практично со тек на време кога дошло до сознанието дека е многу паметно кога би се употребувале пробиотиците, бидејќи самиот израз тогаш пробиотик, пробиос, значи за живот, укажува на тоа дека ако антибиотикот ја врши својата улога, да го уништи штеточинот, кој што веќе прави одредени промени во организмот на детето, тогаш пробиотикот ја има токму улогата да го заштити организмот од тоа од кое што антибиотикот може да направи позитивно, но во исто време и здравиот дел од цревната флора да го уништи. А тоа е многу важен, бидејќи не е само да го излечите детето, вие ќе го излечите ако давате антибиотик, но потоа може да настане многу други промени кои кај децата многу лесно настануваат. Релативно недобра апсорбција на вода, на храна, на се, бидејќи сепак мораме да знаеме дека детето кога го лечиме комплетно. Течностите се многу важни, ако даваме течности. Никогаш не знаете кои од сите тие работи кои што ќе ги внесете во организмот можат во одреден период да станат практично и штетни за самиот организам. Пробиотикот е токму тоа нешто кој што ќе ја заштити цревната флора, за да се она што го внесуваме практично не причини одредена штета или одредено незадоволство, непријатно чувство кое понатамо може да се изрази во облик на диареја или во облик на повраќање или во облик на некој друг несакан или ние велиме нус ефект од самото давање на она што го прима организмот во себе. Така. Господја Денковска, Петковска, од ваш еден фармацевтски аспект, да слушнеме како вие би го дефинирали. Секако дека во последно време значи се води голема кампања, тука се вклучени медиумите, радио, телевизија, значи списанија, за да се подигне свеста за вредноста и важноста на пробиотиците. Првиот пробиотик е вклучен во процесот на лечење уште 1965 година. Од тогаш па наваму значи се направени многу студии, многу истражувања за пробиотиците и секако дека ефектот од пробиотиците е многу голем. Значи во превенција на дигестивниот систем, како што рече професор Софијанова, меѓутоа тука и за заштита и превенција од некои болести, посебно оние дигестивните болести на гастроинтестиналниот тракт,
болести, другите што се вклучени исто така на интимните делови, односно заштита на вагиналната флора, заштита на дури мајката и фетусот во бременоста. Уринарните инфекции, значи сите тие имаат големо влијание и се многу тесно поврзани со дигестивниот систем. Исто така алергиите се во тесна врска со дигестивниот систем. Ние мора да обрнеме големо внимание за дигестивниот систем и негово чување, односно негова заштита. Так. Професор Софијанова, вие појаснете него поимот некако добри и лоши бактерии. Еве да бидеме вака поблиско до гледачите. Нели кога се споменува самиот збор бактерии, најчесто мислиме на оние кои што прават здравствени проблеми. Сега Сашка ме мотивира, знаете како, и кажа на вистина, јас повеќе зборувам и од својата пракса во оно тоа што имаме клинички студии кои ги читаме и затоа сме и нели јас и како професори предавам на студентите, така да морате да направите компилација од работи кои што се врзани со праксата, вашата пракса, вашето секојдневие, лечењето на пациенти од една страна и она што повеќе клинички студии се прават низ целиот свет, европски студии така натака, преку кои можете да ги ставите заеднички заклучоците и да си направите сопствено мнение околу тоа и да се придржувате, се разбира, по одредени протоколи. Значи, пробиотиците има в случај кај пациентка која што практично била бремена, бидејќи јас сум сепак мојата субспециализација е новороденче, или само што родено новороденче. Тој е периодот кога започнуваат практично тие, што ги реков, тие добрите и лошите бактерии. Добрите бактерии практично да се развиваат во цревцето и тој е период од 3 месеци, кога истите се создаваат и тие служат практично и да заштитат самата гастроинтестинална флора, да подобрат исто така кога се внесува исхраната и да подобрат во нејзиното варење и во исто време да го заштитат организмот, особено од ова што го спомна Сашка, алергиите. И да не забораваме, јас почнав со антибиотиците како такви, бидејќи тие најчесто во секојдневието и во праксата ги даваме, па пробиотикот практично и ги штити нив, пошто е за живот, значи делува позитивно во, да речеме, во развојот на детето. А првите 3 месеци, кога и се случува најбрз развој на детето, по 1 кило повеќе или помалку качуваат бебињата. И тоа што настанува во првата година кај растот и развојот на детето никогаш понатамо нема да се случи во животот. И затоа практично развивањето на овие добри бактерии во тие први 3 месеци ги предизвикува и тие така наречени инфантилни колики или грчеви кај новороденчето кои знаат да направат дури некогаш и сериозен проблем. А давањето на пробиотиците може само да го смири целиот тој процес на тие грчеви, ама тие грчеви не се лоши грчеви, тие се грчеви во кои самото црево расте, се обтегнува, почнуваат овие бактерии да си ја вршат својата улога, но самата адаптација на детето или тој така наречен адаптивен период во првите 40 дена, па до првите 3 месеци е клучен за да можеме ние да го смириме детето, да ги смириме родителите, дека тоа не е лоша работа. Еве како вие што ме прашавте и сега пред целиот народ да кажеме, дека тие бактерии кои што практично се корисни, ги има исто така и на тонзилите, односно ги има во крениците и тие исто така го заштитуваат организмот да не се пренесе инфекцијата, односно да не дојде инфекцијата од да се локализира или да остане во овој дел или да остане само релативно, да речеме во гастроинтестиналниот тракт, па понатаму да се исфрлат тие лоши бактерии, бидејќи овие добрите токму тоа и го спречуваат да не се намножат лошите бактерии и при тоа вистински да причинат инфекција. Значи, имаат улога на заштитник или имаат улога на нешто што ќе спречи за да не се случи нешто многу посериозно. Истите се локализирани, како што рековме, значи на крајниците, а такви крајници исто има и околу цревцата и затоа велиме, обично децата кога ги почнуваат своите болести, ги почнуваат со стомачето, со болки во стомачето и најчест причинител за појава кај лекар или за барање на помош кај лекар е токму болката во стомакот, а тоа се така наречените стомачни крајници ги велиме ние или лимфните чворчиња кои што се одговорни за појачување на имунитетот, а се лоцирани во стомакот и се разбира главните, а тоа се крајниците за кои ние педиатрите, еве сега јавно ќе говорам, сакаме ако ништо друго барем до оној период дека го гради имунитетот детето да остана тука бидејќи се одговорни директно за јачење на својот сопствен
имунитет. И затоа крениците тука, а за веќе стомачните нема да говориме, бидејќи тие се поврзани директно со пробиотиците, ги стимулираат и го стимулираат и целиот имунитет во исто време се навистина нешто со кое по природен пат можеме да го заштитиме организмот од се што е несакано. А сето тоа потоа прави еден така наречен циркулус вициозус. Ако вие веќе направите болест или го оштетите стомакот, или направите или ангина или било што, лечењето понатаму на вистина кое што е потребно, бидејќи ќе почне да качува температура, нема да се чувствува добро, ќе побараат помош нели од страна на родителите, тоа ќе доведе до едно, да речем, и системско загрозување на целокупната состојба на детето. Се што ни треба е да го спречиме да не дојде до сето тоа. Она за кое е иднината во медицината, тоа е спречување подобро отколку лекување. Ако треба веќе да се лекува, тогаш ќе лекувате, но морате да го заштитите организмот, посебно кај новороденото, кај доенчето и кај детето, бидејќи тоа може да предизвика понатаму многу по несакани действија за детето и неговиот иден раст и развој. Така. Како во фармацевтската индустрија вие ја објаснувате улогата на добрите бактерии? Секако дека како професор Софијанова како што рече, добрите бактерии ни помагаат за добро варење на храна, значи за добро искористување на сите хранливи материи, меѓутоа и во создавање на некои витамини. Ние може да ја нарушиме цревната флора со внесување на контаминирана храна, на контаминирана вода, со употреба на антибиотици, исто така во одредени случаи на стрес, исто така влијаат на нарушување на цревната флора. Може би и некои, секако дека тука се вклучени некои болести, како што е кроновата болест, тие вклучуваат пореметување на цревната флора. Секако дека заштита е многу важен дел од лечењето, неопходен дел во лечењето. Затоа водиме кампања со секој антибиотик да се зема и пробиотик. Тоа е во државата, во Република Македонија и со закон забрането дека не смеат да се издаваат антибиотици без лекарски рецепт. Значи, всушност, ние ги штитиме граѓаните непотребно да не земаат на своја рака, како што беше тоа порано. Сега тоа секако со закон е забрането и водиме едукација, значи на населението, на сите што имаат потреба како стручни, како медицински лица за да се заштитат од тие болести, бидејќи секако нарушена цревна флора повлекува со себе и други компликации. Гледано статистички, значи пациенти кои што земаат повеќе антибиотици, односно почесто се на антибиотска терапија поради одредена болест, со себе повлекуваат и послаб имунитет. Намалениот имунитет е поврзан со дигестивниот систем. Значи, тука цревните бактерии, односно млечните киселини, помагаат во создавање на Т-лимфоцитите, односно тоа е одбранбениот систем, тоа е силата на нашиот имунитет. Ние со антибиотици уништуваме дел од добрите бактерии, со тоа си го уништуваме имунитетот. Затоа, оваа кампања, оваа едукација е насочена кон превенција. Пред се превенција секако. Така. И сега вака, зошто се препорачува пробиотиците да се земаат при патување? Знаете како, јас морам да се надорам со Сашка, пошто Сашка секогаш ќе каже нешто кое мене ќе ме дополнително мотивира. Рековте внесување на храна. Многу често се сретнуваме со тоа, еве сега имавме неколку случаи кај дечиња кои што конзумирале јајца, кои што веќе нормално знаете сега за Великден сите правевме јајца, па јадеме, па некогаш дел од тоа ќе остане неколку дена, а тоа може да причини веќе ослободување на токсични елементи кои може да го надразнат цревцето и да направат навистина нарушување на цревната флора. И еден од начините на кои што ние исто така се справуваме кога има, да речеме, детенцето диареја, прво што одиме како прва ударна линија и во протоколите е влезено, тоа се пробиотиците, бидејќи навистина некако како на пластично кажано го зачепуваат оној дел од цревото кој е оштетен, озледен. Дали тоа е токсичен ефект, рековме алергија или било која друга инфекција или било што. Значи, имаат еден вид како заштитна улога во оно тоа што ги и дополнително внесуваме тие добрите бактерии кои практично се зачепуваат, односно се залемуваат за
за слузницата на цревото и на тој начин не дозволуваат и понатаму оштетување на цревото, при што кај децата многу често се губи тука течност и затоа диарејата практично представува една течна столица која многу брзо може да доведе до дехидрирање на детенцето. А дехидрирањето знаеме во педиатријата дека е прва и основна работа која може за многу брзо време да навистина направи сериозен проблем и затоа внесувањето на течности или ако не може да внесува течности, тогаш инфузијата колку толку ќе го надокнади балансот на течности кој е многу важен. И здравјето практично представува баланс, односно една равнотежа помеѓу доброто и лошото. И за тоа цело време практично говориме. Ме прашавте за пробиотиците и која е нивната практично Зошто се препорачуваат при патување? При патување и менување на клима. Секоја држава, секоја земја, и воопшто секој континент има своја микрофлора. И јас себе се сеќам често бидејќи патувам, кога одите да речеме, еве сега имав мој пријател кој патува за Индија, зема пробиотици и зема специфични антибиотици за евентуалната флора која што е таму покарактеристична. Секоја земја си има своја клима, промоција на одредени бактерии, односно одредени вируси кои може да го тригерираат организмот кој не е навикнат на таа клима. Бидејќи ние сме си навикнати, но дури еве гледате температурните разлики што беа. Пред месец дена 25 степени нагло паднаа доле, предизвикаа веќе зголемен процент на деца кои ни се јавија со настинки, со одредени цревни проблеми. Сето тоа на индиректен начин се афектуира на организмот. Надворешната клима, колку и да сакаме да ја изолираме, влијае на нашиот статус генерално, односно на нашето здравје. Затоа се различни луѓето кои што живеат во тропските предели, различни се луѓето кои живеат во Австралија, каде сега во моментот е се уште лето, пролет и оди на кај зима додека ние одиме на кај лето. Значи секоја држава, секој континент, како што рековме, со својата макро климатска промена, односно макроклима или климатски услови кои што се наоѓа, си носи со себе одредена патологија, односно одредено влијание врз организмот на човекот, на кое што влијание практично ние мораме да се адаптираме. Пробиотикот е тој кој што навистина може да влијае на делот да не се барем ништо друго наруши флората во цревата, кој говоревме претходно дека е исклучително важна, а со пробувањето, односно земањето на различен тип на вода, односно различен тип на воздух кој се дише, бидејќи алергиите може да бидат и инхалаторни, значи од воздухот што го дишеме, нешто може да истригерира во организмот и да веќе почне да го нарушува истиот, и затоа земањето или заштитниот механизам што го говоревме на пробиотикот ќе ја заврши колку толку работата да не дојде до евентуално по страшни, да речеме, или подраматични ефекти врз организмот. Значи, ја има заштитната улога во однос на превенцијата на она на кое што налетуваме кога ќе отидеме во држава која што си ја има својата клима, која што си има своји навики, сите ние имаме и своја клима, своји навики, своји стилови, а на крајот на денот сонцето еднакво грее, ама понекогаш е различно и со различна јачина во северните отколку во јужните предели, во држави различно делува и мораме да бидеме спремни на се. Така. Дали се буди свеста кај луѓето колкава е побарувачката за пробиотици во последните години? Еве вие како фармацевт во директен контакт со луѓето. Секако дека јас морам да кажам дека е многу подигната, значи свеста. Последниве 3 години рече се сите при патување, секако дека со себе дали ќе појдат на одмор, дали ќе појдат на зимување, кој што рековме климатските разлики, секако дека ќе земат со себе и пробиотик. Мене ме радува што свеста кај граѓаните е подигната на така високо ниво, што нели тоа во превенција ќе им помогне секако за добар одмор или за добар викенд, добро зимување. Така да од тој аспект, нели сега сите читаме, достапни ни се информациите многу полесно за разлика од претходно, се едуцираме и тоа е секако во работите одат во добра насока. Така. Едно истражување, мислам дека беше во Холандија, покажува дека жените во бременост имаат помал изглед да ја добијат најопасната форма на дебелина доколку користат пробиотици. Што мислите, дали се штетни во бременоста? Не се, напротив,
Јас ви кажав искуството со мајка која што имаше верифицирани инфекции, на која што и беше препорачено да пие цело време пробиотици и практично на тој начин се заштити себе си затоа што инфектот е еден од причинителите за пребрзо прскање на околуплодовата вода и предвременото раѓање. Дури веќе го користат и во превенција на предвременото раѓање, бидејќи ја заштитуваат токму тој момент да може да се шири инфекцијата кај бремената жена која и така има предиспозиција кон тоа, затоа и честите контроли се многу важни. А јас ви реков, ние веќе почнавме и кај предвремено родените новороденчиња, кај тие што се раѓаат многу мали, бидејќи тоа е мојата субспецијалност, 500-600 грама, 1 кило, и кај нив ги даваме, на тој начин го заштитуваме стомачето, односно го спремаме веќе да може да почне со исхрана или со мајчино млеко, бидејќи стартно тие деца кои ќе ги одвоите од мајката веќе не цицаат, мораме ние на вештачки начин да ги подкрепуваме, а пробиотикот е токму тој кој кај нив ја заштитува цревната флора, а да не говориме што се може да се случи доколку вие го зреете тој плод кој онака е роден пред време, а не му дадете она практично што му е потребно дополнително за да не развие секундарна инфекција и на тој начин да го извлечете од состојбата критична во која што се наоѓа. И баш се сеќавам, сега имавме еден случај на едно такво новороденче, над инкубаторот стоеше пробиотикот во кој што ние преку сонда, дури и преку сонда, некојаш ги раним и така дечињата, успевавме да го заштитиме стомачето, а веќе сега цица се храни е во ред кога ќе го споите со мајката, така да кај бремената жена, особено во делот од протоколот, веќе почнува да влегува давањето на пробиотикот како заштитен механизам од X причини кои може да доведат пред се до намалување на имунитетот кај идната родилка, на тој начин и го појачуваме, односно го одржуваме имунитетот и спречуваме евентуална инфекција, особено во делот од каде што може да се истата направи, како што рековме, проблем, да не се направи тој проблем и да спречиме евентуално предвремено раѓање, што рековме 17% зголемено во однос на претходните години, не само кај нас во Македонија, туку и во целиот свет. Така, ги препорачувате и вие, претпоставувам, пробиотиците на бремените жени. Што им потенцирате? Секако дека се тие сосема безбедни кај бремените жени, сега се достапни во облик на вагинални капсули или вагитори, каде што нели одржуваат нормалната вагинална флора, таа да не се наруши. Знаеме дека сите во текот на бременоста не се лачат с големен број на хормони кои што влијаат на pH вредноста. Меѓутоа, ние со користење на пробиотици ја нормализираме, односно ја одржуваме во нормалната вредност. Така и превенцијата секој пат е добра во тој случај. Така, ќе направиме една кратка музичка пауза и се враќаме во студиото за да продолжиме со разговорот.
show me the faces that I've never seen. I will dance alone wherever I am. The rhythm follows. I will dance alone. I'm lost in the sound of no tomorrow. I will dance alone. I let it go. 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 I let it go wild. I'll be dancing on my own, wishing you could hold me close. Еве сме повторно назад во студиото и продолжуваме да зборуваме на темата пробиотици. Професор доктор Аспазија Софијанова, следното прашање за вас. Во која храна најмногу се застапени пробиотиците? Па, знаете како, генерално затоа и се внесуваат дополнително и затоа ги има како дополнение, бидејќи често пати онаа храна што обично ние употребуваме содржи повеќе она што ние и го сакаме, тоа се минерали, витамини и се останато, и затоа дополнението што го има како такво навистина е корисно и затоа е убаво да се дадат дури пред да почне да внесуваме било каква храна. Иначе ја има и во лебот, ја има и во практично во сите оние кои што ги стимулираат добрите бактерии. Она затоа и кое што пак ќе кажеме корисно да го имаме при себе, тоа е и затоа дополнително се даваат, рековме, препарати кои што се на база на тоа што содржат во себе тие, нели, добрите бактерии, ги имате во различни видови. Ние никогаш не кажуваме конкретно тој пробиотик, секогаш кажуваме земете пробиотик. И некогаш кај некои дечиња некои имаат подобар ефект, кај некои имаат други подобар ефект, самите ќе си оценат кој е најдобро. Така, дали има можеби несакани действија или има некои случаи во кои Не, тука е баш токму тоа е она што природно му треба на организмот. Да го нагласиме тоа, да. И убаво ме прашувате, бидејќи несаканото дејство од антибиотикот што може да предизвика оштетување на флората, ова го компензира, значи практично служи како заштита. Кога служи како заштита и не се абсорбира внатре во циркулацијата, односно си останува локално тука каде што е наменето и затоа практично и нема никакви нус ефекти. До сега не сме виделе никаква негативна реакција. Тоа и добро е да го знаат, бидејќи секогаш кога нешто се внесува се запрашуваме што би било евентуално ако се предозираме. Так. Нема предозирање. Она што е вишок, организмот по природен пат кај ваквите препарати кои служат за заштита и кои не се наменети строго со одредена цел да уништат нешто, секој што е препарат за практично уништување може да има нус ефект. Ова е нешто што нема нус ефект, бидејќи практично нема што е вишок, самиот организам си го исправа. Така. Вие неодамна, односно пред неколку дена бевте во Прага заедно со професор доктор Софијанова и имавте предавање токму на оваа тема пробиотици. Вашите импресии од таму? Секако дека тоа беше споено, значи искуства, значи на лекари, на фармацевти. Тука професор Софијанова одржи едно прекрасно предавање, каде што ни ги изнесе сите новитети што се поврзани со пробиотиците, сите истражувања што се поврзани со пробиотици. Тоа беше едно прекрасно искуство. Како што каже, значи пробиотиците е често прашање кај пациентите, а што ако дали ќе ни смета нешто, ќе имаме некаков несакан ефект доколку земаме пробиотици, посебно кога се работи за дечиња. Сите се тука многу предпазливи, значи секако дека нема никаков ефект, ги има од многу производители, ги има во облик на капки, значи капсули, како раствори за директно внесување, значи изборот секако дека останува на пациентот од кој производител ќе земе и за да го употреби. Така да на тоа да се надоврзам, нема никаков ефект пробиотиците за некаков несакан ефект сосема немаат никаков.
Во организмот, така. Да ни издвоите едно истражување, вака и ние да слушнеме. Нема оние кои што немале можност да бидат таму. Има многу. Генерално детската клиника, веројатно гледачите сигурно знаат и следат. Имаме доста добра соработка со Imperial College од Лондон. И имаше една група од мои колеги, вклучувајќи ме и мене, заедно представувавме по скоро месец дена со собствени искуства кои ги гледаме како функционираат другите болници и многу е добро кога на лице место ќе видите што тие прават. Така да едното искуство мое од Imperial College од Лондон или Велика Британија која ги има внесено нив и во нивниот систем на кој што и по кој што по протокол за секое давање на било каков лек, значи не само антибиотик, туку евентуално дечиња кои што се болни од рак, особено кај нив исто така влијае многу позитивно во заштита и превенција на евентуално несакани действија од цитостатиците. И да не зборувам понатаму секој друг препарат кој би се внел, бидејќи ние на клиника знаете како секој орган го третираме сам по себе. Имаме оддел за нефрологија, бубрези. И ако имате проблем со бубрези, верувајте ми, сигурно ќе направите некаков дополнителен проблем за кој ќе ви треба заштита и таму. Значи тука би го препорачала исто така пробиотикот. Потоа зборуваме, рековме гастроинтестиналниот тракт, зборуваме кардиолошки проблеми. Имаме оддел за кардиологија каде што исто така внесуваме одредени препарати кои знаат да направат друг нус ефект. Во се нешто во кое што чувствуваме и знаеме, и се консултираме и со фармацевтите нормално и ги консултираме лековите, гледаме што содржат во себе. Многу е специфично кај детето што ќе дадете и која доза ќе ја дадете, бидејќи дури и мало зголемување на дозата, сакано или несакано, бидејќи ние ги дозираме сите препарати на килограм телесна тежина. Многу мало или минимално може да доведе до несакан ефект. Различно е кај возрастен. Кај возрастот целата ампула можете да ја дадете, целото апче или целиот лек можете да го дадете. Кај детето, кај возрастот нели новородено до одредено како расте детето, морате да го дозирате на килограм телесна тежина. И затоа немате предозирање со пробиотикот, колку и да го дадете нема да направи негативен ефект на организмот. И сите овие истражувања што ги слушнавме во споделба на информациите со Imperial College во Лондон и со Бон, бидејќи имаме одлична соработка исто така и со Германија, што се тие две болници од каде што гледавме и ги евалуиравме нивните и лични искуства и се разбира да не отвориме интернет. Во ниедна од студиите кои што се правени во повисоко развиениот свет каде што може да имаат, значи група на пациенти во кои што го давате пробиотикот и група на пациенти кои не давате пробиотик, а сметаат дека имаат, односно земаат така наречен плацебо ефект. И гледате дека сепак ефектот на пробиотикот во заштита на флората или непојавувањето на несакани действија кога примаат одреден лек верзус онаа група која што не знае дека прима, а мисли дека прима, но тоа не може да го излаже, практично укажува на тоа дека сепак пробиотикот навистина прави заштитен механизам, бидејќи како краен резултат детето не може да ви излаже. Може би возрастните и можат. Ама за пробиотикот може да се прават студии, бидејќи знаеме дека нема негативен ефект. И она што ќе го видите како краен резултат, укажува на тоа дека сепак, прво, детето сигурно нема да ви излаже, второ, дека навистина овие деца кои примале пробиотици со секоја друга дополнителна терапија направило дефинитивно заштитување на организмот од несакани действија од терапијата што ја примаат, за разлика од оние кои примале терапија а не примаа пробиотици и не знаеа дека примаат пробиотици. На таа база можеме да создадеме дефинитивен заклучок и да речеме да, ова навистина е добра. Се друго е повеќе на база на собствени искуства, на лично размислување, на нешто што можеби фармацевтите ќе не убедуваат, а ние можеби ќе размислуваме и различно, но по многу основи, а и во однос на ова имаме заеднички став. Јас велам, сепак медицината, дури онаа која што се занимава со природниот начин на лекување, пак потекнува од одредени растителни билки, или како што велите вие, од кои се прават понатаму препаратите, кои некогаш навистина чинат добро за пациентот. Колку поприродно, толку подобро. Пробиотикот е дефинитивно природен начин на дополнителна заштита на организмот и тука кога заедно со фармацевтите се договараме и се повеќе и повеќе ми се допаѓа тоа дебатирање што го имаме заедничко, бидејќи знаете ниту тие може да кажат кога сепак клиничката слика е наша привилегија, ниту па ние можеме да бидеме суверени во однос на се она што го содржи тој препарат, бидејќи тоа е нивна привилегија,
Чи само заеднички можеме да делуваме за нашата крајна цел, а тоа е здравјето на пациентот. И заеднички кога вака дебатираме, мислам дека првпат сум викната практично на една ваква интересна емисија и затоа и прифатив да дојдам, бидејќи кога веќе чувствувате дека и можете да споделите информации што не ги знаете, а тоа ќе го добиете од фармацевтот. И обратно, можете навистина да бидете голем човек, да знаете дека тоа што ќе го препорачате ќе има дефинитивно позитивен ефект. Така. Новина на детската клиника, еве малку да свртиме и од темата, мислам новата интензивна. Што ќе ни кажете во врска со тоа? Знаете како тоа е практично тоа што сум јас. Се е друго, јас велам второ, значи прво сум мајка и за моите деца секогаш го кажувам тоа што го кажувам и второ ми е практично мојот втор дома, тоа е детската клиника и многу новини се внесува во однос на функционирањето и пак ќе кажам кога гледаме како се работи на едно подруго ниво заедно со целиот тим. Сам човек ништо не прави, тоа е тимот цел кој стои зад мене, од колеги, професори, доктори, специјалисти, специјализанти. Знаете, ние како педиатри го даваме здравјето на детето. Здравјето на детето започнува од 0 возраст, односно започнува од -9 месеци. Ще започнува уште кога веќе бремената жена знае дека го носи фетусот и фетусот како пациент, а понатаму кога ќе се роди тоа дете и понатаму кога веќе станува практично човек, ние го даваме животот за цел живот, односно додаваме живот на годините, односно на тоа раѓање. Колку поквалитетни ќе бидеме ние во однос на третманот на здравјето на едно дете, толку поквалитетен ќе биде и понатаму животот. Односно превенцијата или спречувањето на генетскиот потенцијал на секој од нас што го носи, ако навреме откриеме дека има атопични реакции, алергиски реакции, склоност кон инфекции и сето тоа, и ако навреме го заштитиме тој организам и делуваме превентивно, нема да дозволиме да се развијат многу од работите што ние генетски си ги носиме како потенцијал. Значи, улогата на педијатарот е навистина клучна. А она што е особено важно е да не дозволиме да дојде до посериозни нарушувања на детското здравје, токму затоа интензивната негетерапија ќе добие и веќе доби нов лик. Ја чекаме секој миг да дојде опремата која е веќе практично на царина и ги помина формалните работи. Знаете, тоа се работи за многу пари, многу инвестиција, бидејќи таа инвестиција која останува за навек и ќе биде поделена дел кој што ќе биде функционален за децата кои што се вака критично болни новороденчиња, кои што ќе имаат инфантилни колики за кои што сигурно ќе требаат пробиотици, и деца повозрастни, бидејќи ние сепак третираме деца до 18 годишна возраст, дори тој транзиционен период е исто така многу важен со интернистите и нормално ќе имаме изолации соби каде што покритично болните дечиња ќе можат со своите родители, што ќе се случи практично првпат и на овие простори генерално да можат да имат изолации, тоа како што го ви реков и напоменав, како што сме се споиле со Imperial College во Лондон и гледавме дека и таму има мајка со дете со комплетна една изолација или соба каде што ќе може да биде сепак и покрај тешката состојба заедно со медицинскиот персонал да биде покрај своето дете, бидејќи тоа е многу важно, да не речам клучно, а секогаш што децата непредвидени ситуации имате колку сакате. Ако ние навреме делуваме и ако знаат луѓето и од Куманови, од Крива Паланка, и од Кратови, и од Струмица, и од Кочани, и од не знам од каде, од цела Македонија, која знаат дека имаат центар каде може да се ослонат, тогаш ќе знаат дека го имаат, а тоа ќе биде некаде за 2 недели ќе отвориме таа нова интензивна која верувам дека и вие сте, дека поканете од сега ќе го знаете тоа, верувам дека ќе биде убав настан за одбележување, каде сепак сигурноста на граѓаните ќе имаат и на овие простори. Така, постојано еве и вашата лекарска етика налага да се вие залагате за превенција на здравјето. Па ајде сега, бидејќи постојано потенцирате дека пред некое заболување се нешто треба да се превенира. Каков е бројот на заболените дечиња? Еве да споменеме малку така од овие потешки болести кои што се. За жал, пред можеби месец дена кога одбележивме денот за децата заболени со малигни болести и кажавме дека нивниот број е зголемен. Тоа е вистина. И можам да речам дека невообичаено, значи јас имам долго искуство веќе на детска клиника, па скоро 30 на години, и знам и како специјализант колкав беше бројот на тие дечиња и воопшто на деца со одредена критична проблематика и колкав е бројот сега. И морам да кажам, последните неколку години е драматично зголемен. И кај возрастните, а посебно кај децата. И линијата на појавувањето на
Значи на тие болести се е исто така смалена, што значи дека се повеќе гледаме дури дечиња до година дена кои имаат потешки генетски облици на леукемии, односно малигни болести. На што се должи? Тоа се должи веќе на повеќе. Мултифакторијално. Еден од тие се сигурно климатските услови кои што се сменуваат или се променети, потоа генетските фактори, начинот на живот, исхраната, предходната спремност на идната мајка да биде мајка, што сигурно дека влијае на тоа каков плод ќе има. И мислам дека тука спремноста на брачниот пар исто многу важна, разговори што треба да има пред да се роди, предконцепцијски пред да се роди идното дете, следењето на самата бременост, контроли редовни, многу фактори влијаат тука, а особено кај децата појавата на малигните болести е доста асоцирана со генетската предиспозиција, што значи дека добриот живот на мајката треба да го пренесе и врз детето, а кај возрастните веќе имаме и други предиспонирачки фактори, да не ги вклучувам алкохол, цигари, и знаеме хипертензија или висок притисок, неконтролирано јадење, дебелина, која што исто така може да влијае и која што индиректно ги атакира органите. Ние знаете го уживаме моментот како таков, ама уживањето понекогаш последици може да остави понатаму и после тоа ние веќе може би касно. Затоа сепак следењето на или матичниот лекар, кој ви е, пак да кажам, дел од фамилијата ваша, треба да ви биде тука, при рака, за да доколку осетите дека нешто не е како што треба, можете да се советувате со него, а тоа важи за сите идни мајки да знаат дека еден ден затоа ќе станат она што секој го посакува, да стане мајка. Моментот кога веќе станувате мајка, ви се менува животот сигурно. И затоа здравата мајка ќе роди здраво дете. Секој генетски предиспонирачки фактор може да се открие во текот на бременоста, ако се оди редовно на контрола, за да се спречи евентуално појавување на било какви други несакани работи. А некогаш, велеш и стално го споменувам, професор Вулнет Старова, еден од доајените исто така во педиатријата, кој велеше: знаете ли која е диагнозата која се уште и ние лекарите не ја знаеме? Која е? СНЗ. Само негото знае. Понекогаш и ние не сме моќни да предвидиме дека некојаш ќе се појави и таква лоша болест кај детето, но сме должни да лекуваме и да се бориме за тоа дете до крај. Така. Еве, јас со овој убав апел од ваша страна би сакала и да го заокружиме денешното издание на Нов ден. Ви благодарам многу за тоа што ни бевте гости. Се надевам дека ќе се видиме пак во некоја идна прилика, иако вие пред се, доктор Софијанова, сте презафатена, но и се надевам дека ќе ни удостоите и ќе поразговараме на некоја друга тема со вас. Знаете како верувам дека и многу исклучително почитувам медиумите, бидејќи вака се пренесуваат одредени информации кои можеби се енигматични за дел од луѓето кои можеби не може да стигнат до нас од икс причини. И убаво е вака кога можеме да бидеме сепак достапни до сите граѓани, бидејќи тие го заслужуваат тоа и заслужуваат да можеме да им дадеме доволно добри совети и малку од малку да ги релаксираме во сите прашалници кои им постојат и кај мајките, и кај бабите, и кај дедовците, бидејќи тие исто така се вклучени во негати одгојувањето на нивното внуче. Секако. Господја Денковска, да додадете нешто? Секако дека ја се надевам помогнавме на пошироката популација, нели тука ја опфативме од најмалата возраст до најстарата, значи во превенцијата, нели од новороденче па се до постарата популација, во превенција и заштита нели на дигестивниот систем, пред се на имунитетот. Така да се надевам дека се гледачите задоволни од денешната емисија. Појаснивте доволно. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, ви благодарам и вам за тоа што не следевте. Следна средба ви закажувам утре со почеток во 8 часот. До тогаш, имајте убав ден, пријатно расположение и останете со програмата на К3 телевизија.